Јас сме повторно во студиото на телевизија Нова, разговараме за Скопскиот земјотрес, моите гости ги споделија своите приказни за тоа каде се нашле тие во моментот во 5 часот и 17 минути, тоа кобно утро на 26 јули. Меѓутоа во студиото друштво ни прави и заменик директорката на ИЗИС, која што подетално ќе ни ги објасни сите тие нешта кои што му се случувале на градот и еве, може би грубо ќе звучи така ако се изразам, поуката што се извлекла од аспект на градењето понатаму. Господја Ничевска, кој дел од Скопје бил најкатастрофално погоден? Благодарам. Ја прво би сакала да кажам дека претходните излагања на двајцата овде гости во студието, значи стварно ме растревожија и мене. Значи тоа се факти кои што стварно е убаво да се сеќаваме и на овие денови кога сите се сеќаваат на Скопскиот земјотрес, значи да се повторуваат, у смисол никогаш да не се, значи да се сеќаваме на нив, али никогаш у смисол да не се повторат за во иднина, да не се доживее. Јас се реков ние семејства кои што не изгубиле никој за време на земјотресот или не биле малку, сигурно, материјално затоа што значително оштетени, нели? И како што реков јас на почетокот, ето така мене животниот пат ме донесе да работам баш во Институтот за земјотрешно инженерство и сето она што можам да го кажам, па јас од таа гледна точка, затоа што првите овие сеќавања што се случило во првите часови пред, после, денови кога прво настапува полицијата, кога настапуваат спасувачите, кога настапува војската, значи тој е делот кога се бори за секој живот кој што може да се најди под урнатините и во сите работи. Меѓутоа, веќе паралелно стручната фела мора да се уклучи и се уклучува во самиот град, затоа што како што спомна и господинот, после неколку дена мораш да се вратиш некаде да живееш. Ако веќе немаш оние што немале каде да живеат, не можеле да се вратат. Така да стручните екипи кои што тогашните инженери во тоа време, познати инженери кои што биле и мои учители, значи претходно ја би, значи првиот директор на институтот од Тиберија Киријас, па професор Јаким Петровски, покоен потоа покоен Миодраг Велков, Симеонов, мојот директен претпоставени Предраг Гавриловиќ, кој што се уште е активен и е во пензија, меѓутоа тие се луѓето кои што некако почнале, значи од областа на земјотрешно инженерство да веќе одат по урнетините и да проценуваат оние првите штети, односно оценката на објектите дали се стабилни или не стабилни, или може да се живее во нив или не може да се живее, затоа што постојано треси во тој ризик и потоа да се тој период. Така да и некако во тие, значи првични години, неколку месеци, после тоа веќе постепено се ствара и тој систем на оценка, проценка на сите објекти, дефинирање објектите. Сигурно се сеќавате со жолто, зелено и црвено, значи кој треба да се сруши, кој треба да се санира, кој е добар да се живее. После почна остапки, 3 жолти, 2 црвени. Затоа што секако дека во тој период дојдоа големи екипи и познати кои што имаа многу познавање од областа на земјотрешно инженерство и од Јапонија, од Америка, познати стручњаци, така да во 65-та година така се раѓа и Институтот за земјотрешно инженерство и инженерска сеизмологија, секако со подршка на УНЕСКО и Обединетите нации. И првите учители и професори буквално се познатите јапонски и американски сеизмолози, кои што се беа врвни специјалисти и во областа, во оваа област. Со појавата на Скопскиот земјотрес, Европа се мобилизира. Значи, тоа е најголем земјотрес што се случува во Европа во тој период. Значи, затоа што во они дел и со стварањето на институтот фактички почнува и европското земјотресно инженерство. Ние тоа со гордост го кажуваме дека најдобрите кадри во тој период се вселуваат во Институтот за земјотрешно инженерство и инженерска сеизмологија. Они добиваат обука од врвни странски професори, а сето тоа после тоа ние исто така јас додека бев студент имаше професори и од Индија, имаше и од Јапонија, и од Америка, значи и од Калифорнија, каде што и се уште ги држиме тие, каде што ние на известен начин го учевме и се усмеривме кон
градење на објекти кои што ќе можат ваков земјотрес да издржат. Така. Значи таа беше нашата мисија и се уште е. Али јас можам да кажам, затоа што реков на почетокот, скоро 40 години работам во институтот, значи тесна специјалност ми е баш сеизмичка отпорност, дефинирање на сеизмичка отпорност на армирано-бетонски згради и зидани згради, значи комплет, значи, за таквите објекти. Објектите мораме да ги направиме да издржат ваков земјотрес. И направени се низа истражувања и примените различни светски истражувања и направени се истражувања и во нашиот институт, бидејќи сигурно знаете дека кај нас има симулација, да, имаме виброплатформа која што симулира земјотрес, направена по урнек на виброплатформата во Беркли во Америка и во Јапонија, значи на времето заедно, значи тоа го изгледа во нашиот институт кај што изграден од страна на тогаш беше директор покоен професор доктор Јаким Петровски. Значи имаме истражувања, ево и минатата недела јас баш имав истражувања со партнери беа од Словенија, каде што имавме додатни истражувања на крупнопанелни системи, значи поставување на виброплатформи. И веќе во, значи 63-та земјотрес, 64-та излегува драфт верзија за проектирање на сеизмички отпорни конструкции и веќе во 65-та институтот, 67-та првата верификација, па 71-та, 81-та веќе, јас би рекла дека од 81-та имаме прописи, кои ќе рече може да се многу далечни, може да се стари, меѓутоа кога ги споредуваме со овие нашите најновите прописи кои што сега Европа вади еврокодови кои што треба да важат на цела Европа за проектирање, за градење на објектите, јас би рекла дека сепак внатре се вградени голем дел од стварно значени работи кои што треба да се почитуваат при градењето на објектите. Затоа што ние би рекле земјотресот од прилика знаеме кај ќе се случи. Не од прилика, туку точно се знае. Затоа што се знаат тие тектонски плочи каде се, што се придвижуваат, се знаат историски каде се појавиле. Знаеме кој интензитет може да настане. Дека може да се случи, само некога. Меѓутоа некога. Ево, значи има разни, тоа викаме, овој земјотрес од 6,1 што бил во Скопје, се случил пред 54 години. Тој се случува еднаш во 500 години, меѓутоа никој не знае дека тоа еднаш во 500 години може да биде и утре. Не те Боже, мислам. Да, или, значи, не се знае времето. А ако не го знаеме времето, тогаш не треба да се сконцентрираме на превенцијата. Значи, ние не смееме да ги оставиме објектите такви, да бидат, значи, ние да сме сигурни. И кога ме прашуваа, баш кога беше Скопскиот земјотрес во септември, на 11 септември, јас живеам на 7 кат сега, вика, каде беше за време на земјотресот? Дома си спиев, најнормално. Зошто? Затоа што верувам во зградата која што сум ја верифицирала и контролирала јас. Значи, не само таа зграда. Во периодот кога јас дојдов, значи, првен беше земјотресот во Црна Гора, 79-та. Значи, ние бевме, значи, цели екипи на терен, значи, видовме страшни оштетувања, исто како што е во Скопскиот. Кои објекти кои настрадаја? Тие кои што не беа асеизмички проектирани. Значи, во тој период не постоја никакви, нити драфт верзии. Значи, се користеше тулата како основно средство за градење на зградите. Зградите кои што, значи, затоа што асеизмичкото проектирање има неколку важни принципи. Треба да имаш вертикални елементи, дали се те армирано-бетонски и хоризонтална плоча која што треба да ги поврзи, Во тој случај ти имаш една стабилна, значи костур треба да направиш на конструкцијата, кој што би требало да држи. Сега внатре имаме преградни зидови кои што за време на земјотрес, на такви јаки земјотреси, може да испука, може и да падне. Значи тука се тие работи, меѓутоа основната цел е да немаме човечки жртви. Значи да немаме човечки жртви. Така да се знаат тамо дека најголемите жртви беа околу Карпош во делот каде што беа на плошта Слобода во сите они како што имаше фатено. Меѓутоа сепак јас би рекла објектите, ево трите кули кои што беа армирано-бетонски покрај Вардар стојат, градски трговски центар, на тие три кули мислев, значи тие се уште екзистираат и тогаш екзистирале, мислам немаше судска палата, исто така и градена баш пред земјотресот.
пред земјотресот не беше пуштена, значи ние после тоа имавме направено некои мали интервенции пред 10 години, затоа што имаше во подромот беше употреблив, неупотреблив, али не е битно сега тоа. Домот на синдикатите. Домот на синдикатите, значи сега Работнички дом. Да, а се срушија театарот, некој што сега беше направи. Да, меѓутоа сето тоа, железничката станица, сите тие Театарот конкретно е правен по примерот на тоа како изгледал стариот театар. Да, како изгледал, Постои меѓутоа како запишано изгледал, дека овој театар архитектонски, ќе се урне. меѓутоа архитектонски како изгледал. Меѓутоа, значи сега тој е зајакнат и он може да заврши. Извлечена е поука, за Значи жалост. и направен е, Стариот театар не падна, али беше раскостен целиот. целиот беше кој што Не не беше зарушен. Да, имаше тука во стручната јавност дека би можеше да се санира, затоа што сега има и техники за санирање на такви типови на објекти. Како и секаде и тука имаше како и политика. секаде, затоа што културното наследство исто така е една гранка која што се развива во тој дел. Значи би требало да се санирало на првобитна состојба како изгледа сите тие работи, меѓутоа Варшава сепак цела натре е санирана. мора да се стават елементи со кои што ќе се зајакне објектот. За утре кој ќе дојде земјотресот да нема оштетување во него и крупни оштетувања и секако жртви, значи да се сведат на минимум. Така да превенцијата и поуката, значи од сето од ова е дека градење и почитување максимално на сите прописи кои што постојат во таа област, кои што се надградува и правеа. Морам и ова уште нешто да го дополнам, значи и од тогаш, па и до ден денеска, значи сепак градот Скопје, значи многу внимава во процесот, да што оној страф ја ше бе рекла кога ти влегува во коски. Значи внимава затоа што од почеток и некаде до 90-тите години ние имавме секој објект, затоа викам скоро сите згради мислам дека се поминати низ мои раце, мораше преку тогашниот ПУИК, како не ПУИК или за стамбено како беше старото име, за домување, Интересна заедница. СИЗ за домување. СИЗ за Самоуправна благодарам. интересна заедница, да. Сите мораше објекти, покрај тоа што имаше проектирано и ревизија, се правиат додатни динамички анализи во институтот, за да може да се провери дали тој објект може да издржи ваков земјотрес како што е Скопскиот. Значи, па дури и повеќе. Така кога се градеа и населбите, и Капиштец, и аеродром, и Ново Лисиче, и оне големите населби, и Влае, Порта Влае, и Скопје Север. Значи, тој беше периодот кога максимално се работеше и правеше. Сега исто така во овој период па уште имаме додатни, многу поригорозни критериуми за градење од 2013 година. Сите објекти, значи што се на територија на цела Македонија, значи не само Скопје. Тогаш беше во период на Скопје и веројатно оние поголемите или покапитални објекти низ Македонија доаѓа исто кај нас. А сега низ цела Македонија све што се гради мора да дојде на контрола. Прво, проектот. А ако објектот е над 300 квадрати, тогаш и плюс наши екипи одат и два пати уште во текот на градење. Значи првен кој ќе се изградат 2-3 плочи, па кој ќе се заврши конструкцијата, се контролира, имаме ние методи со кои што со недеструктивни тестови каде што контролираме квалитетот на материјалот, дали е ставена арматурата кој што е предвидена. 12 или 14. Да, затоа што дали е бројот на шипките тај како што е, затоа што дали има промени од претходниот проект. И можам да кажам дека овие од 2013 тој закон постои сега до 2017. Значи имаме екипи кои што се тотално спремни, работиме по 24 сата што се вика, затоа што имаме електронска апликација, се одговара на време како што треба според законските обврски. Значи заштитени сме и води Македонија сметка за сето она што се гради во Република Македонија. Освен тоа дека биле извлечени, за жал, таква катастрофа, нели, морало да се извлечат тие поуки, меѓутоа добро е што сето ова што го зборуваме е вака како што го кажувате вие, дека многу се обрнува внимание на тоа како се гради. Се сеќавате дека
последниот земјотрес кој што беше во Скопје беше нели далеку помало од оној од 63-та, меѓутоа направи исто така, направи исто така голема паника кај Скопјани, Посебно кај тие што се сеќаваат на тоа. Значи паниката е неизбежна. Значи Тоа е нормална реакција, ево тука докторот ќе каже, тоа е нормална реакција затоа што во тој момент секој ќе стане, значи и прво што ќе помисли ќе треба да бега. Меѓутоа, среќа и тој што беше Скопскиот, па сега и во Охридските што се појавуваат, и тие се релативно кратки земјотреси. За тоа време ти немаш услови толку време да излезеш надвор. Меѓутоа, додека земјотрес веќе завршило. Меѓутоа, тоа е една нормална реакција, паниката е една работа. Точно е дека имаше голем број на пријави на као леле колкава ми оштетена зградата, меѓутоа тоа беа такви проснатини, ја би рекла, на новите објекти, затоа што веќе се уште, значи тоа што викаме сеизмичкото градење навлезено во длабоко во луѓето, веќе никој не прави објект ако нема столбови, греда и плоча. Значи тоа е од армирано бетонски, сакам да кажам. Во главном настрадаја тие што се постари, субстандард објекти, меѓутоа не настрадаја драстично, туку се појавија некои пукнатини кои што можат лесно да се санираат. На крај крајшта и може да се појават. На 5,1 магнитуда може да се појават така, значи тие пукнатини корелираа спрема интензитетот на земјотресот. Тоа е што може да се каже, а паниката е неиминовна и ние секош викаме тогаш треба да се стрпиш, па после тоа да се напушта објектот, така е. Од после да се плашиш, меѓутоа тоа е тоа што некои реагираат со паника, од друга страна мои пријатели повозрасни кои што го преживеале земјотресот од 63-та во Скопје се најдоа во Охрид баш во периодот кога беа овие земјотреси пред краток период. И едноставно кога на прашањето се исплашивте ли, каде бевте, што правевте, ќе се враќате ли за Скопје, ве фати ли паника од земјотресите, едноставно рекоа не, ние си спиевме, воопшто не се. Па да, затоа што видите, значи сега јас и ова би сакала да го кажам. Сега да се не Боже случи земјотрес како што беше 63-та година. Значи, апсолутно такви жртви, 1070 или такви рушења нема да има. Значи, ние разговаравме пред емисијата малку за тоа. Значи, имаме корелација, викаме, магнитуда, тоа обично градачите не можат некој, значи, магнитуда вика 5,1 или 6,1, а интензитет 9. Сега, што е разликата? Значи, магнитудата, тоа е всушност енергија која што се ослободува внатре во земјината кора. Значи, кое што има посебни методи со кои што се испитуваат, мерат и дефинираат, затоа што тоа е процедура и кое што си ја работат сеизмолозите. А интензитет, кој што порано, значи, ние го користевме, дефинирање на штетите кои што настанале на објектите, значи класифицирање на штетите, во зависност од тоа каква е класификацијата штетите. Имаме рушевини, имаме пукнатини во преградни зидови, имаме пукнатини тоа е скалата, така да сега кога би се мерил тој интензитет би бил многу помал него ли што бил во 63-та година. На овие објекти, така би ги смирила гледачите за да не се прави паника. Да не се прави паника и затоа можеби и ево така ви одговориле овие вашите пријатели. Едноставно објектот така. Јапонија, ево, сте гледали исто така, имаше и постојано имат земјотрес. Он само вака ќе подзастане малку под масата и продолжува после тоа на компјутерот да работи. Има такви на YouTube и на видеови. Значи, они живеат со земјотрес, затоа што постојано ги има. Постојано ги има, тоа е тоа. Да направиме овде втората кратка пауза за рекламите, ќе се вратиме повторно веднаш во студиото.